Бугарија работи на алтернатива на железничкиот коридор 10 за да ја заобиколи Македонија и затоа владата ја става изградбата на пругата кај нас, што ќе ги поврзе Србија и Грција на врвот на приоритетите. Според вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски, интензивно се работи на изнаоѓање на решение за изградба на пругата на коридор 10 во Македонија, со што Бугарија природно би се поврзала со нас и Македонија нема да остане слепо црево на Балканот. Николовски најавува дека за 2 месеци владата би имала конкретен план како да се изгради пругата, а целиот проект би бил готов за 5 до 6 години. Тоа е линија која што има два правци, едниот правец треба да оди Виена, Будимпешта, Белград, Ниш, Босилеград, да оди под Софија по реката Струма и да оди до Солун. И втората варијанта е варијантата која што оди од Романија преку Бугарија и оди источно кон Истанбул. И тоа се две варијанти на кои што Бугарија интензивно работи. Сега ние ако сме наивни и ако се водиме од приказни кои што некој не ги подметнува, не од нашиот интерес, нема да го развиваме оно што е природен тек, а природен тек на Балканот е Вардарската долина. Од друга страна, се уште трае процесот за решавање на проблемот во проектирањето на железничката пруга на коридор 8, односно третата делница Крива Паланка Деве Баир, која што според податоците од Министерството за транспорт завршува на половина тунел. Разговорите со Бугарија траат, а според најавите средба ќе има во Скопје на крај на месецов. Во ревизијата на недостатоците посредник ќе биде Европската унија. Треба да се направат повеќе работи. Тоа е дел од официјалниот записник. Првата работа која што треба да се направи е да се направи заедничко проектирање за тунелското решение кое што треба да ги поврзе двете држави. Втората е да се заеднички избере изведувач, што е единственото логично што може да се направи. И третата работа е во однос на делот од македонска страна да се направи ревизија на проектот и на цените, затоа што мислам дека никој не е наивен да верува дека 24 километри треба чинат 560 милиони евра. Владата покрај на железничката работи на модернизација и изградба на патната инфраструктура. Министерот Николовски најави дека до крајот на јануари се очекува да заврши целата експроприација, освен делот за заштитена зона кај Охридското езеро, за патните коридори 8 и 10Д, што била една од најголемите кочници во минатото.